Значи компирите ни са готови. Сега останатите компири вратиме назад, да не сметат. Овие и ги измиеме убаво со ладна вода. Добре. Компирите и си ги изсечаме сега на по-крупни парчиња. Че рековме, малите компири не мора, али останатите може на по-крупни. Така. Половина. Еднаш. Подосредиме. Сега компири веќе ги наполниме со ладна вода. Ние го средиме и наполниме зајакот и да се пливкаат во ладна водичка, како не би ја промениле својата боја и не би потемнеле. Така. Сега следува еден од најбитните моменти. Према на самиот зајак. Значи сега ќе ми треба простор. Да го сместиме зајакот. Мислам дека доволно стоеше зајакот. Веќе има поминато сигурно сат и половина од кога е во маринадата. Вадиме зајакот. И повторно убаво го лакнеме со ладна вода. Ќе го измијам. Накратко ќе го вратиме за тенџерето. Добро, ќе го измијам. Сега следно земеме хартиени салфетки. Земеме хартиени салфетки и убаво ќе го
Бришеме зајакот. Да ја земеме преостанатата влажност. Значи вака. Или салфети. Изтапкаме. Или са салфетки кои не се лепат, не оставаат траги на самиот зајак, че и во внатрешноста убаво ќе се избришеме. Од кога го исушивме зајакот, го ставаме во плехот, тепсијата и е спремен за понатамошна постапка. Добро. Сега взимаме преостанатите 50 на грама путер. Најпрво ја намрсиме тепсијата, плехот. Супер. Значи секогаш гледате путерот да ви биде изваден барем 2 сати пред употреба, како би бил помек. Сега со останатиот путер ќе го премачкаме убаво целиот зајак и внатре и од надвор. Ова е убаво, бидејќи зајачкото месо е малку суво, па путерот ќе му даде дополнителна мекост. Треба да се внимава дури се мачка, пошто има некои ситни коски кои знаат да подкачат убаво и да направат и рана. Целиот зајак убаво се втрива путерот од сите страни. Дебелото место каже. Втриваме зачините. Сега зајакот може да си постои. Толку. Ние одиме со следната постапка. Отлично. Добре. Мешаме раците. Сега има уште една мала процедура. Значи, вземаме едно мало тенџерче. Во него ќе ставиме малку сончогледово масло. Толку да се намрси дното. И преска заборавив да кажам дека извадив настрана црниот дроп од зајакот приликон првото миење на зајакот. Мене црниот дроп ми има многу специфичен вкус и најубав ми е кога
се пържи посебно. Значи сега ќе го пропржиме црниот дроб малку и ќе го додадеме во филот со лисичарка и бубрези и ориз. Црниот дроб убаво измиен. Измиен. Земаме нож и го сечеме директно во тенџерето на се уште не загреан зејтин на средни мали парченца. Црниот дроб не му треба многу, значи сега ја уклучуваме рингата. И пред се малку го посолуваме, еден мал прстофат сол, чисто за дробот, црниот дроб, джигерчето да не се распадне. Секогаш тоа имајте го на ум, кога се приготвува джигер, од кога убаво ќе се измие, убаво е да се посоли, но тоа што тоа му дава цврстина и не му дозволува приликом готвењето да се распадне. Сега малце ќе причекаме дур се загрее. Причекаме малку. Исто и тенџерето зајакот ќе го ставиме на страна. После се ќе оди машина. Почнува. Силно. Остана ключ. Можем оставим малце изпълнително ключа. Да се стои спремен тук за следниот чекор. Што рековме, дропчето не му треба многу. Рече се готов.
време да го пресушиме. Толку. Да изключуваме иглата. Дължината от инжерата я нахвърляме в мамурът, в филот. Отлично. Отлично. Най-битният чекор от цялата поставка. Помешуваме тропчето. Значи со останалият фил. Прекрасно. Тропче, листче, вечерка. Хубаво. Отлично. Ето, филът ни е спремен и сега преминуваме на най-битният момент. Това е пълнението на заякот и негово пришиване. Че иглата ќе си ја поставиме некаде да не биде на пофат. Изгубиме и ќе изгубиме, ама за малце ги игла специална за месо и готварски конец. Сега, пошто се ни е спремно, можеме полека да го полниме, тама зајакот си отстои малку и е спремен за тамошно работење. Отлично. Почнеме с поставката на пълнене на Гервейната лажица веќе не ни е потребна. Може да тргнеме. Сега и ова веќе не ни треба. Ризната може да ја вклучиме полека да си се грее на 200 степени и ние почнуваме со полнењето на зајакот. Да видам сега
мозайкът за шиене. Ставаме градния кош. Ова мора со раце, значи да сакаме, не бива другачи. Така. Значи исто како кога се прават ќофтиња, мора со раце. Добро. Земеме иглата. И почнуваме со процедурата, со шиењето. Че ова може малку да се оттргне, да не смета. Почнуваме од долниот дел на зајакот. Најбитно е тука да се сврза убаво. Најбитно е тука да го врзаме убаво, да го стегнеме. Ако тука почнеме убаво, че зајакот ќе ни испадне одлично. Самото шиење. Најбитниот дел на зајакот е добро затворен и сега продолжуваме со шиење понатаму. Да се сгрее. Веќе како рече згреано. Шиеме на отприлика 1 сантиметар, што е доволно за убаво да стегне. И да не излегува. Сега тука. Да видиме сега што има преостанато, нешто паднато. Може тоа да се стави овде навод. Се исполни. Ако не би останало. Супер. Тавата, дали има нешто? Много малко. И тоа ќе го ставиме. И ќе го завршиме шиењето. Внимателно. И уште еден конец да завршуваме со шиењето. Еден. Одлично. Еве.
исто да ви покажам како е убаво сушија. Тука мислам дека најубаво се гледа. Зајакот е сушија. И сега ни преостанува само да отсечеме конецот. Сецнеме конецот. Отстраниме иглата да ја тргнеме. Така беше. Сечеме конецот и иглата. Иглата ја ставаме на страна. Повторно. Продолжуваме со зајакот. Значи сега зајакот убаво го налегнуваме на страна. Така наполнет. Отлично. Значи зајакот е поставен. Сега во лехот ќе ги додадеме иглите, ќе ги стуриме прво волата и водата. Компирите лефтерно ќе ги посолиме. Еден прстов фат доволно е. Така малку да имаат. Они ќе се примат и од сосот, ќе се примат од се. Така да тоа е доволно. Самиот зајак ќе се пушти сок, ќе се пушти сол. Значи сега компирите ги распоредуваме околу зајакот. Секада. Голем зајак. Ќе се снајдеме. Ќе има секаде место. Готово. Готово. Морковите ќе ги сечеме на големи парчиња. Така. И нив ќе ги распоредиме околу зајакот. Ова е големо, дебело, ќе пресечеме еднаш на половина. Така. Мешано. Секада. Така. Ова може на половина, може. Така.
пресечено. Така. Взимаме една чаша за бело вино. Около 100 мл. Бело. Добро. Ова го додаваме во бујонот. И сега бујонот полека заедно со белото вино го налеваме во тавата. Со зајакот, компирите. Додаваме во тавата уште 5-6 зрна цели црн пипер во зрна. Значи цели зрна, тука таму по некоја, 5-6 зрна се сосема доволни. И сега за крај во тавата ги ставаме и полнетите суви сливи со лисичарка. Само треба да се внимава сливите да се постават на место каде што лесно ќе може да ги најдеме, бидејќи ќе ни бидат потребни за сосот. А тоа е најубаво е во самите ќошиња на ќошеви на тавата. Сега ќе ги распоредиме убаво компириве. Така. Може убаво. Така. Така. Одлично. Супер. Значи вака. Едно ќе оди во едниот ќош, другиот ќе оди во другиот ќош. Сите ќошиња по една. Тоа плюс ќе даде убава сладкостна и може и вамо да оди едно од средина и од другата страна исто едно во средина. Значи, убаво распоредено, лесно ќе ги најдеме. Убаво да го тиснеме зајакот. Тоа е тоа. Ќе го преместам од другата страна, бидејќи ми е полесно ваму да маневрирам. Веќе простор. Тањиче исто не ни треба веќе. Алуминиумската фолија. Значи ова е поголем плех, со едно парче нема да може, но на две. Едно.
смираме. Отлично. Значи, завъртате обала завитка, подкрепен и е спремен за печение. Видим само температурата на рерната. Значи, да, 200 степени. Отлично. Добро. И одиме на крчкање. Тоа е тоа. Ќе го оставиме сега зајакот вака 2 часа, пошто е поголем зајак. 2 часа ќе му се потребни за убаво да се испече на 200 степени и после ќе намалиме на 180, ќе извадиме фолијата и ќе го допечеме да си фати убава коричка и да добие убава златна боја. И евено повторно назад, после 2,5 часа печење, да видиме како е моментално нашиот зајак. Малку јас во меѓувреме си ја средив и кујната. Може сега и да намалиме температурата на 170 степени. Добро. Требаше 2 сати, ама сепак се работи за голем зајак над 2 килограми, така да не е на одмет некоја минута повеќе да го оставиме, како би било помеко и по-кревко. Добре. Така. Сега лека внимателно да ја отстраниме алуминиумската фолија, да ја навестиме убаво тепсијата на средина. Така. Пуштиме аспираторот, заради тоа што сега ќе излезе многу парја. Ајде да видиме што видна со нашето зајаче.
вратиме на допекување. Уште еднаш да провериме, 170 степени. Уште едно 15 на 20 минути, како би си фатил убава боја и убава коричка крцкава. Отлично. Отлично. Опа. Браво. Зајчето се запече. Јас ќе си спремам полека артикли за сосот, кој ќе ми биде потребно. Значи, павлака, чили сос, чили сос, една рака лешници и сливите шпиковани и полнети со печурки и сиџак. Блендерот е тука. Snimanje će se zaustaviti i sačuvati kada prihvatiš poziv. Dolazni poziv, Lana. Poziv. Poziv, propušteni pozivi, Lana. Сад, по кој што ќе го ставиме сосот. Се спремно. И тоа е тоа. Чекаме зајчето да се запече, па продолжуваме понатаму. И еве стигнавме и до финалето. Нашето зајаче веќе треба да е готово. Едната може веќе да ја исклучиме. – 25 минути дополнително без алуминиумска фолија и да видиме сега што сме направиле. Мириса. Одиме надвор. Одлично. Мислам дека е феноменално. Супер. Степнува.
слагаме в лаката. Сега крайни са сливите. Може и малко сос от тавата да се почвате. Во блендерът. Момент. Ще ставим и една рака лешници. За нашиот сос да добие убава густина. Една рака. 15 на 20 лешници. Така. И на край ќе додадеме малку лут чили сос за сосот да добие и малку лутина. Малку, значи колку една лажичка да кажеме. Една лажица супена на тој цел сос. Може уште чисто вака од сосот во тавата за да добие на соленост. Да добие на соленост.
прецизно. Така. И сега да го измиксаме на цялото. Шлеват и отлично. Отлично. Сосът ке видя. Феноменален. Това. Тако. Значи, да се простреса. Излиза. Блендерът може повторно да го тръгнем на страна. Света. Отлично. И конечно да го разтвориме сосот. Но садът садът наменят за сосот. Отваряме внимателно и налея. Прекрасно, како мириса. Значи овој сос од во исто време ќе биде и со сладка, и со лута, и со киселкаста, и со солена жица арома. Значи сливата си дава сладок вкус, сосот од тавата си дава соленост, павлаката си има своја киселкаст вкус, киселкаста арома, лешниците даваат густина на самиот сос, а чили сосот дава една блага нијанса на лутина. Значи тоа е тоа.
сега вака може до тавата да го ставиме и сосот. Ниско. И може на крај да удриме една фотографија на овој полнет зајак на гевгелиски начин. Ви благодарам на вниманието. Се надевам дека наскоро ќе се видиме со некој нов рецепт. Пријатно!